Председателот Доналд Трамп ги осуди двете масовни убиства во Охајо и Тексас, оценувајќи дека омразата нема место во Соединетите држави. Обраќајќи им се на новинарите во Мористаун, Њу Џерси, Трамп изјави дека американските власти ќе се погрижат за проблемот. We have to get it stopped. This has been going on for years and years in our country. We have to get it stopped. Трамп рече дека разговарал со јавниот правобранител, со директорот на FBI и со членови на Конгресот. Оценувајќи дека неговата администрација во справувањето со масовните убиства со огнено оружје во земјата направила многу повеќе од другите администрации, тој наведе дека очигледно треба да се преземат дополнителни мерки. Сепак тој посочи дека веројатно напаѓачите биле ментално болни. But this is also a mental illness problem. If you look at both of these cases, this is mental illness. These are really people that are very, very seriously mentally ill. Во престрелките во Ел Пасо, Тексас и Дејтон, Охајо, за време на викендот загинаа најмалку 29 луѓе. Во Ел Пасо, граничен град со големо шпанско население, 21 годишно вооружено лице уби 20 луѓе во продавницата Walmart пред да се предаде. Властите соопштија дека пукањето се чини дека е расно мотивирано и федералните обвинители го третираат како случај на домашен тероризам. Полицијата го наведе манифестот за кој рече дека е напишан од осомничениот и објавен на интернет како доказ дека крвопролевањето е расно мотивирано. Мотивот на пукањето во Дејтон од страна на 24 годишно лице останува непознат. Тој беше застрелен од полицијата откако убил 9 лица, меѓу кои неговата сестра, и повреди многу други во областа во која има барови и ресторани во овој град во Охајо. Многу демократи побараа построги закони за контрола на оружјето и ги обвинија републиканците за блокирање на потребното законодавство. Некои демократски кандидати за председател го обвинија Трамп дека поттикнува расни поделби, што помогна да се доведе до овие крвопролевања.